Па после бројните скандали кои што се случија во изминатите 6 месеци, Тошковски досега веќе требаше да поднесе оставка. Серијата скандали и неуспеси во изминатите 6 месеци откако е министер ја потврдуваат неспособноста и опасноста од партизација на институциите од страна на ВМРО ДПМН. Да почнеме скандалите на аеродром, бегствата на криминалци преку косовската граница, запалените возила, убиства и секојдневните пресметки на криминални групи, па се до последниот скандал со пуштањето на Артан Груби со јасен доказ. Се случи убиство на бизнисменка и Мавровка, обид за убиство на градоначалник во Рачиново, се случи убиство на доктор во населбата Железара, се случија пукања и убиства во Сингелич, во Чаир, во Батинци, Тетово, на Пластичарска улица, јавноста се сеќава. Десеттина случаи на запалени автомобили на инспектори, запалени автомобили на началници, командири, општински функционери и други скандали. Поголемиот дел од овие случаи се уште не се расчистени и сето ова, замислете, само за 6 месеци. Наместо ред и поредок, граѓаните добија хаос и добија несигурност. Тошковски нема контрола над косовската граница и тоа е уште поголема сериозна опасност за националната безбедност. 2 бегства за 6 месеци му се случија и за двете Тошковски се обидува да се амнестира. Последниот случај еве со бегството на Артан Груби и е дефинитивно само потврда дека криминалците и терористите можат да го минуваат граничниот премин без никакви проблеми. Замислете кое беше објаснувањето на Тошковски. Тоа е дека граничниот службеник, замислете, се вознемирил од политичката тежина на Груби и од луксузот на возилото. Вакви апсурдни и скандалозни изговори за бегање од одговорност досега навистина не се видени. Нема оправдување за сите овие скандали. Ниту оправдување за враќањето на ВМРО-МВР. Тошковски дефинитивно треба да понесе одговорност.